Зборуваме на тема образование, само што заврши регионалната обука која што ги опфати сите наставници по информатика, односно по информатичка технологија, наставници од сите основни училишта во Република Македонија. Со нас во студиото е господинот Петар Николовски, дел од проектот за основно образование при Меѓународната агенција за развој USAID, кој што малку повеќе ќе ни каже за оваа обука. Петар, добро ви утро и добро ни дојдовте по прв пат во журнал. Добро ве најдов, прв пат во журнал и малце необично за мене да бидеме на телевизија во 8 часот наутро. Толку рано. Така, ајде малку јас најавив регионална обука која што заврши, малку повеќе околу неа. USAID проектот за основно образование во соработка со Министерството за образование на Република Македонија и Министерството за информатичко општество организира регионална и училишна обука за сите наставници во Македонија за користење на информатичко-комуникацијска технологија во процесот на учење и поучување. Се организираат два типа на обуки, значи обуки за оделенски наставници, односно наставници од прво до четврто оделение, и обуки за наставници од предметна настава, односно наставници од петто до осмо оделение. Бидејќи хардверот кој што се применува во двата различни типа на настава е различен, нели ние се обидовме на двете различни групи на наставници да им дадеме соодветна обука која што ќе има возможи полесна примена на технологијата во наставата. Така, колку наставници досега се обучени од страна на проектот? Па вкупно досега се обучени околу 15.000 наставници, значи некаде 6.000 тоа е голема бројка. И 700 оделенски наставници, околу 7.200 предметни наставници. Дали планирате и понатаму да продолжи овие вакви обуки? Дефинитивно, значи проектот за основно образование и понатаму ќе продолжи со обуките. Ние соработуваме со нашите партнери, пред се Intel корпорацијата, со чија што заедничка соработка ги организиравме обуките за оделенска настава, односно за наставниците од прво до четврто. Исто така соработуваме и со други партнери и ќе продолжиме и со нив да соработуваме во иднина со цел да ја подигаме свеста на наставниците и нели да ги мотивираме да користат технологија во наставата. Така, јас на почетокот ве најавив како дел од проектот за основно образование при USAID, поточно вие раководите со ИКТ компонентата. Пред се ИКТ што представува и што работи оваа компонента во вашиот проект? ИКТ е информатичко-комуникацијска технологија. Значи се она што е поврзано со информатичко-комуникацијската технологија, ние се обидуваме да го внесеме во процесот на учење и поучување, со што на еден начин ќе го модернизираме тој процес, ќе го направиме поинтересен за децата и ќе ги ставиме децата во главна улога. Значи наставникот ќе биде фасилитатор на она што се работи, а учениците ќе бидат оние кои што ќе треба да сработуваат продукти и да постигнуваат нели знаења преку тој процес на учење. Така, каква е улогата на наставникот за поддршка при интеграција на технологијата во процесот на учење? Така, како дел од активностите на проектот за основно образование, со обуките кои што ги организиравме нери регионални и потоа училишни, во секој училиште обучивме наставници за поддршка при интеграција на технологија. Значи тој број варира од минимум 2 наставника, па некаде до 5, односно зависи од бројот на наставници кои што се вработени во училиштето. Тие наставници поминаа една многу детална и долга обука која се состоеше од 60 часа и целта е да тие наставници во своите училишта пружат помош на своите колеги при интеграција на технологија во наставата. Значи, доколку некој наставник има потреба од помош при интеграција на технологија, дали тоа се работи за педагошка поддршка или техничка поддршка во однос на користење на компјутерот, целта на овие наставници за помош при интеграција на технологијата е да ја дадат таа поддршка на своите колеги и на еден начин да ги мотивираат да продолжат со користење на технологија во наставата. Така, рековме дека е регионална обука, може ли да кажеме каде беше извршена? Па Македонија беше вкупно поделена на 30 региони, значи регионално наставниците од цела Македонија беа групирани да посетуваат обука онаму каде што е најблиску до нивното место на живење. Тие регионални обуки траеа од прилика 3 месеци. Значи со регионалните обуки се обучија 796 наставници за поддршка при интеграција на технологијата. По завршувањето на регионалните обуки започнавме со училишна дисеминација. Односно во сите училишта тие наставници за поддршка при интеграција го дисеминираат тренинг модулот кој што проектот за основно образование го разви. Овој процес траеше некои си 4,5 месеци и заврши со почетокот на оваа учебна година. Значи, заклучно со 1 септември може да кажеме дека сите наставници ја поминаа обуката и сега треба да се фокусираме на оној следен чекор, а тоа е мониторирање и осигурување дека знаењата кои што ги стекнаа за време на обуката активно се користат во
процесот на учење и поучување. Така, во наставата. Дали сте вие задоволни од самиот тој процес, ако можем така да го кажем, на обука на наставници? Да, видете, навистина, значи, имаше наставници кои што навистина ги надминаа нашите очекувања. Имаше наставници кои што беа многу отворени кон технологијата, имаше наставници кои што со нетрпение очекуваа веднаш да го применат во својата училница тоа што ние го покажавме за време на обуките. Ние континуирано комуницираме со тие наставници и се обидуваме да креираме една заедница за добра практика, каде што тие наставници кои што работат ќе можат да разменуваат идеи, да црпат мотивација и инспирација едни од други, за да увидат што од тоа што некој колега направил може да се примени во некое друго училиште. Така, мене ме интересира во однос на возраста кај наставниците, дали и повозрастните наставници кои што секако знаеме дека не се во тек со технологијата, беа исто така мотивирани да работат во овој процес. Значи нема непишано правило, има некои теории, меѓутоа од лично искуство, значи можам да кажем дека имаше наставници кои што се во релативно зрели години, кои што покажа огромен интерес за технологијата, меѓутоа исто така има и ситуации каде што има помлади наставници кои што не се толку заинтересирани. Се зависи од личната мотивација на наставникот и неговата желба да континуирано се надградува и го менува начинот на работа соодветно на трендовите кои што се актуелни во наставничката професија во моментот. Така, се некако природно ми се надовр за прашањето што прави проектот за да ги мотивира наставниците. Значи, сосема случајно кога проектот работеше со наставниците до деленска настава, се обидувавме да најдеме начин како сите тие наставници да ги зближиме заедно. Како да им овозможиме платформа на која што ќе може да комуницираат и разменуваат информации, а при тоа да не ги силиме или со сила да ги буткаме во некоја насока. И сосема случајно се роди идејата да формираме Facebook група, која што првично беше формирана и администрирана од лицата вработени во Intel. Значи првата обука за оделенски наставници, споменав на почетокот, ја направивме во соработка со Intel корпорацијата. Сите наставници кои што ја поминаа регионалната обука за Intel станаа членови на таа група, а потоа како се одвиваа училишните дисеминации, бројот на наставници во групата се зголемуваше, така да моментално имаме некаде околу 1700 активни корисници на таа група. Наставниците во таа група разменуваат фотографии, разменуваат искуства, разменуваат примери за часови кои што ги реализирале со технологијата, многу често наидуваат на коментари и сите прашања што се поставуваат веднаш се одговараат од страна на другите колеги членови на таа група. Значи тоа е она што беспрекорно функционира и се надевам дека во иднина уште повеќе ќе расте. Од друга страна, за да ги мотивираме наставниците да ја користат технологијата што е можно поактивно, се обидуваме да обезбедиме сертификат, односно да ги сертифицираме оние наставници кои што ја користат технологијата во наставата. По завршувањето на обуката, наставникот во своето училиште под супервизија на училишниот тим треба да изведе час со примена на технологија и врз основа на тој доказ дека тој час е изведен, даваме сертификат за завршена обука, односно сертификат за примена на знаења стекнати за време на обуката. Исто така организираме и надпревари за наставниците. Во моментов организираме два надпревара, значи првиот е во соработка со Oracle образовната фондација, односно со thinkquest.com, а вториот надпревар е за наставници од оделенска настава и се организира во соработка со Intel, повторно на регионално ниво, со тоа што и едните и другите наставници кои што ќе освојат една од трите награди ќе имаат можност тоа што го сработиле во Македонија да го презентираат и пошироко. Значи преку ThinkQuest надпреварот ќе може да патуваат во Санта Клара во Калифорнија на светскиот надпревар, а со Intel ќе може да патуваат на европско ниво. Подобра мотивација здравје. Подобра мотивација здравје. Значи секогаш се трудиме да им овозможиме на наставниците начин да го промовираат тоа што го работат и во рамките на своето училиште и се разбира во рамките на државата, што ми се чини дека ќе биде мотивација за нив, што е можно подобро и поактивно да се вклучат во овие активности. Така, ние зборуваме за обука на наставници од основното образование. Ме интересира дали УСЕД како меѓународна агенција планира исти вакви обуки и во средното. Сега за сега, значи, обуки за средното образование не се планирани, меѓутоа УСЕИ работи на својата стратегија долгорочна, така да останува да видиме што ќе се случи во однос на тоа поле. Меѓутоа во однос на обуки за основно образование се разбира ќе се продолжи бидејќи имаме меморандум за соработка со Министерството за образование и понатаму во текот на наредната година ќе продолжиме со обука и пружање на поддршка на наставници од основното образование. Така, од колку важно се ваквите обуки за нашето образование? Па видете, со она што се случи минативе 3 години, тоа е еден огромен чекор кон
менување на начинот на кој што се изведуваше настава. Пред се зборуваме за воведување на компјутерска и информацијска комуникацијска технологија и нели модернизирање на целиот процес. Беше потребно начинот на кој што се одведува настава малку да се промени. Досега наставникот беше во центарот на вниманието, учениците беа тие што пасивно слушаа. Со воведување на технологијата, начинот на кој што се изведува наставата се промени. Значи од пасивен стана активен. Улогата на наставникот се промени од лектор, односно од некој кој што држи предавање, до фасилитатор кој што ги води учениците низ процесот на учење и поучување. За да сето тоа функционира безпрекорно, нели, беше потребно да се даде обука на наставниците